почитувани представници на медиумите, предлог буџетот за 2025 година е прв буџет кој оваа власт го предлага и во кој требаше да видиме политики кои ќе донесат подобар живот за граѓаните и економски развој на државата. Анализирајќи го предлог буџетот, може слободно да кажеме дека од тие ветувања нема да има ништо. Без никаква визија и креативност, предлог буџетот за 2025 година е пред се нереален, неразвоен и недомакински. Скроен да ги задоволи предизборните активности, буџетот за 2025 година ќе биде генератор на нови долгови и на уште една изгубена година за економијата и за граѓаните. На оваа пресконференција ќе ги презентираме нашите генерални забелешки и критики за клучните фискални политики што владата ги предвидува за овој буџет со цел јавноста да има јасна слика за тоа како овие политики ќе влијаат врз економијата и квалитетот на живот на граѓаните. Владата предвидува раст на бруто домашниот производ од 3,7% за 2025 година, кој нема да може да го оствари. Потврда за тоа се проекциите на Народна банка, која растот го определи на 3,3% и очигледно најреалната проценка на Светска банка 2,5%. Владината проекција за висок раст на БДП е поставен на нереална основа и има за цел да оправда поголем буџетски дефицит. Ваквиот пристап ќе значи зголемување на јавниот долг без да донесе никаков развој. Со други зборови, ќе трошиме повеќе од тоа што заработуваме, а долгот ќе мора да го враќаме во иднина. Веројатно со многу повисоки даноци или со кратење на пари за други подобри јавни услуги. Понатаму владата, уште со својот прв предлог буџет, постапува незаконски и се задолжува над законски дозволените лимити. Имено владата проектира буџетски дефицит од 4% од бруто домашниот производ, што е директно во спротивност на Законот за буџети, каде јасно стои дека дефицитот не смее да надмине 3% од номиналниот бруто домашен производ. Сите овие податоци укажуваат дека долгот ќе расте, што ја потврдува нашата грижа дека оваа влада е влада која планира да ги задолжи граѓаните за следните 3 поколенија. Политиката на нови задолжувања со ваквиот буџет е веќе загарантирана, а растот и продуктивноста според овој буџет ќе бидат на минимум. Понатаму, со буџетот се предвидуваат зголемување на непродуктивните трошоци за ставките како стоки и услуги, договорни услуги и трансфери. Во исто време се планира кратење на капиталните расходи во клучни сектори како здравство и образование. Ова е најдобар индикатор дека владата нема концепт за развој, туку го оптоварува буџетот со непотребни трошоци без воопшто да вложува во виталните сектори кои значат квалитетен живот на граѓаните. Понатаму владата предвидува 250 милиони евра од заемот од Унгарија да ги пласира како поволни кредити за стопанството преку деловни банки, при што, како што соопшти премиерот Христијан Мицкоски, владата се согласила граѓаните да плаќаат разликата во каматата и банкарските трошоци на кредитите кои банките ќе им ги одобрат на компаниите. Мицкоски треба да каже зошто ќе има двојно плаќање на камата и потенцијална нееднаквост меѓу компаниите и општините. Второ, зошто со парите на граѓаните ќе ги враќа и плаќа 2 пати каматите за кредити. Тие кредити нема да се потршат за потребите на граѓаните и за подобрување на нивниот квалитет на живот. Почитувани присутни, ќе се осврнеме и на планираните капитални инвестиции во предлог буџетот, анализирајќи ја нивната распределба и очекувано влијание на домашната економија. Со предлог буџетот за 2025 година, особено во делот на капитални инвестиции и развојни проекти, ВМРО-ДПМН покажува тотална безидејност. Единствено што може да се види е дека проектите на СДСМ се тие кои ќе се реализираат без владата да понуди нешто свое и нешто ново. Еве конечно и буџетот стигна признание за коридорите на Бехтеленка, кои од историски криминал сега стана проекти главни за реализација за кои се определени средства. Покрај ова, во предлог буџетот нема ниту еден државен проект за инвестиции во модернизација или изградба на нови енергетски објекти. Средствата предвидени за гасификација, кои се речиси за половина намалени во однос на 2024 година, се минимални и недоволни. Нема проекти и програми за зголемување на енергетската ефикасност на сите нивоа со цел заштеда на енергија.
од енергетската трансформација која започна СДСМ и успешно ја спроведуваше, понатаму нема да има ништо. Се намалуваат средствата за поддршка на земјоделството преку Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Ова е значено затоа што домашното производство на храна е посебно важно со оглед на движењето на цените на земјоделските и прехранбените производи. Нема конкретни програми и проекти ниту за зголемување на производството и на конкурентноста на македонските земјоделци. Ниту земјоделците не може да се надеваат на ништо добро од овој буџет, од оваа влада. Понатаму владата удира и по малите и средни предпријатија. Ги намалува средствата за поддршка на развој на малите и средни предпријатија од 80 милиони денари на само 18 милиони денари. Знае ли Мицкоски дека токму малите и средни предпријатија се рбетот на македонската економија и се заслужни за околу 80% од работните места во земјава. Од друга страна, средствата за поддршка на странските инвестиции значително се зголемуваат, со што се фаворизираат странските наместо домашните компании. Ова јасно покажува дека владата ги занемарува интересите на домашната економија и граѓаните, насочувајќи ги ресурсите кон странски субјекти наместо кон локалниот развој. Ако треба да ги сублимираме сите наши бројни забелешки, слободно можеме да кажеме дека владата во предлог буџетот целосно ја преслика својата безидедност, лошо и нереално планирање. Од овој буџет може да се заклучи дека владата планира само да ја задолжува земјата, без развој на клучните услуги, понатаму на здравството, образованието, како и никаква поддршка за земјоделието, а плати и приходи на граѓаните воопшто не планира да ги изголемува. Социјалдемократскиот сојуз, почитувани присутни, нема да гласа за ваков буџет. Затоа, како одговорна опозиција, поднесовме повеќе од 200 амандмани. Нудиме конкретни решенија за подобрување на клучните фискални политики. Прво предлагаме зголемување на платите во јавниот сектор, особено во образованието, полицијата и кај пожарникарите. Ова се клучни позиции каде треба да се мотивираат вработените, а со тоа да се подобрат условите за живот. Конкретно во Министерството за внатрешни работи предлагаме покачување на платите за 20%, како и распределба на пари за набавка на напредни технолошки средства за зголемување на безбедноста на граѓаните. Амандманите што ги поднесуваме, а кои што се однесуваат на буџетот за Министерството за здравство, имаат за цел значајно да подобрат медицинската инфраструктура и услугите. Тоа вклучува набавка на нова медицинска опрема, зајакнување на капацитетите на итната медицинска помош, едукација и доусовршување на лекари и медицински персонал. Амандманите што ги предлагаме во делот на буџетот што се однесува на областите енергетика и животна средина имаат за цел да поттикнат еколошки и одржив развој преку подобрување на енергетската инфраструктура и енергетската ефикасност, како и намалување на загадувањето. Во енергетскиот сектор предлагаме значајни субвенции за транспортни компании кои ќе преминат на електрични возила, како и за домаќинства кои ќе инсталираат фотоволтаици. Дополнително предлагаме и средства што ќе се искористат за поддршка на проекти за производство на електрична енергија од водород. Амандманите за земјоделието се насочени кон поттикнување на руралниот развој и поддршка на младите земјоделци. Со значајна финансиска инекција од 700 милиони денари, сметаме дека младите земјоделци ќе се мотивираат да останат во оваа гранка и да инвестираат во земјоделскиот сектор. Со подобра распределба на капиталните инвестиции пак по општини, ќе се поттикне порамномерен развој што ќе овозможи помалите и послабо развиени региони да ги достигнат економските и инфраструктурни стандарди. Почитувани присутни, веруваме дека овие амандмани ќе придонесат кон поефикасно искористување на буџетските средства и ќе овозможат вистински економски и социјален напредок. Активно ќе учествуваме во расправата и цврсто ќе ги браниме нашите позиции, со цел да се обезбеди и димензионира буџет кој вистински ги одразува приоритетите и потребите на граѓаните и на македонската економија. Благодарам.